Добро дечки, 6:04 минути, мислам дека може да започнеме, сите што ќе влезат нема да испуштат ништо. Така да ќе почнам да дам интро, прво сакам да ви посакам добре дојде на сите, мило ми е што ве гледам во волкав број. Исто ме радува што веќе почнувате да размислувате, да учите за да започнете кариера во веб девелопмент. Добро дојдовте на вебинарот Evolution of the Web. Овој вебинар ќе го води Бојан Стојковски, кој беше студент на Академијата за фронтенд програмирање во Brainster и беше едноставно толку добар што одма се вработи во тек тимот на Brainster. Така да нема многу да должам, сакав само да ја посакам добре дојде. Јас ќе го водам овој вебинар заедно со Боко и со Бранкица. Бранкица е координатор на Академијата, така да ќе биде тука да ви одговори на сите прашања околу Академијата, програмата, искуството и сите работи околу тоа, така да исто сакам да ви потенцирам, слободно пишувајте ги сите работи што ве интересираат. Пишувајте ги додека Боко предава, долку има простор ќе ги прочитаме и тогаш, долку не ќе ги прочитаме на крајот во Q&A сесијата, така да Боко, сцената е твоја. Повели. Фала ти, Вилијам. Добро вечер на сите. Најпрво сакам да ви се заблагодарам на сите што со интерес за ова поле одвоивте време денеска да бидете дел од ова наше предавање. Како што веќе Вилијам ме представи, јас сум Бојан Стојковски. Горд сум на фактот дека сум студент од Brainster. Сега веќе сум фронтенд веб девелопер во тек тимот на Brainster веќе 8 месеци. И многу ми е драго што денеска ќе се дружиме и ќе научиме нешто ново и многу интересно. На овој вебинар ќе се запознаеме со историјата и почетокот на интернетот и World Wide Web. Ќе видиме како изгледала и кој ја направил првата HTML веб страна. Ќе го напишеме првиот HTML код и ќе ја разгледаме синтаксата на HTML, почетоците на стилирани веб страни и ќе разгледаме синтаксата на CSS со тоа што ќе напишеме некој стил за оној наш HTML. Ќе поразговараме за респонзивни веб апликации и ќе аплицираме некој CSS breakpoint, при што практично ќе видиме на дело респонзивна веб страна. Ќе навлеземе во историјата на JavaScript, како и што ќе објасниме разликата помеѓу JavaScript и Java. На крајот JavaScript делот ќе си напишеме некоја функционалност за нашата веб страна и ќе разгледаме малку подетално што представува да се биде фронтенд веб девелопер. На крајот вебинарот, како што Вилијам веќе ви спомна, ќе имаме и дел со Q&A, каде што во чат можете да си поставите прашања кои што Вилијам ќе ги чита, а јас и Бранкица ќе се потрудиме да ви дадеме одговор на истите. Во секој случај, доколку тековно имате некое прашање, можете да го поставите во чат и пред Q&A сесијата, па во погоден момент ќе ви дадеме и одговор. Сега, како што може да се очекува, за една толку голема технологија која што постојано се менува, како што е интернетот, не можеме да припишеме заслуга на само една личност, но денеска ќе спомнеме некои од поважните личности што допринеле за интернетот кој што го знаеме и користиме денеска, а всушност е заслуга на многу научни пионири, програмери и инженери, каде што секој од нив развил нови можности и технологии кои евентуално се припоиле за да постанат еден, ако сакате, супер автопат на информации, како што го знаеме интернетот и користиме денеска. Првиот работен прототип на интернетот дошол во доцните 1960 години, представен како проект насловен ARPANET, ја изработен од страна на Джозеф Карл Робнет Ликлидер или JCR Ликлидер и неговиот колега Боб Тейлор заедно со нивниот тим на програмери и инженери. Тој проект служел за овозможување на пристап помеѓу компјутери на далечина. Всушност, до ден денеска тоа е и темелот на интернетот, каде што клиент компјутерите постојано пристапуваат до информации или испраќаат информации сместени на сервер компјутерите. Интересно е дека на 29 октомври 1969 година ARPANET ја доставил својата прва порака во форма на node-to-node комуникација од еден компјутер до друг на далечина од околу 500 километри. А секој од компјутерите бил со големина на мала куќа. Сега, пораката login била кратка и едноставна, но сепак успеала да ја сруши ARPA мрежата. Компјутерот примач успеал да ги прими само првите две букви, L и O.
од перспективата на денешната технологија тоа изгледа и помалку смешно, нели? Сега може да преминеме на зачетоците на World Wide Web. Значи, од 1969 дури во 1980 година физичарот Тим Бернерс-Ли, вработен во ЦЕРН, предложил прототип под наziv Enquire, систем преку кој истражувачите на ЦЕРН можат да споделуваат документи. 9 години подоцна Тим во мемо предложил hypertext систем базиран на интернет. Тим го објавил HTML и го напишал кодот за првиот браузер и сервер во 1990 година. Значи 20 години подоцна. А што е HTML? HTML е маркап јазик кој веб браузерите го користат за да интерпретираат и композираат текст, слики и други материјали во визуелни или аудио веб страни. Дури 21 година после ARPANET, на 6 август во 1991 година пуштен е лайв првиот веб пејдж во форма на HTML документ, а тој изгледал вака како на презентацијата. Гол текст, како би го нарекле по македонски, каде што само може да приметиме дека се поголеми или помали некои текстови и одредени текстови се избоени во сина боја. Сега ќе видиме всушност и што тоа значело понатаму. Сега за едитирање на код, без разлика на тоа за каков програмер станува збор, скоро секогаш се користи код едитор, иако технички кодот може да се напиши во Notepad или дури во Word документ. Код едитор е програма изградена конкретно за оваа намена со многу корисни алатки кои се однесуваат на кодирањето. Еден таков код едитор е Visual Studio Code, кој што е изработен од Microsoft, а моментално котира како најпопуларен и најкорисен. И сега што всушност представува HTML? HTML е всушност кратенка од Hypertext Markup Language. Markup Language е компјутерски јазик која дефинира структурата и презентацијата на сиров текст. Како веб девелопер, ова е првата и основна алатка која мора да ја владеете за да можете понатаму да се градите во било која насока на веб програмирање и да изградите било каква веб апликација. Hypertext е текст кој е прикажан на компјутер или друг уред и кој овозможува пристап до друг текст преку линкови. Исто така познати како hyperlinks. Тоа се всушност овие сино обоени текстчиња, а вие сигурно имате кликнато на неколку вакви линкови за да дојдете на ова предавање денес. Сега, анатомијата на HTML се состои од HTML елементи кои што се состојат од отворачки таг, во овие стрелки затвореното P, содржина после него и на крај затворачки таг. Сето тоа го сочинува еден HTML елемент. Сега, во нашиот фолдер за денешната презентација моментално имам само две слики. Ќе креираме еден файл кој што ќе го наречеме index.html. Ова сигурно повеќето од вас веќе го имаат сретнато некаде најчесто во патеките на вашите веб адреси. Често пати знаат да завршуваат со index.html. Тоа значи дека ја чита веб апликацијата од index.html файл. И сега ќе креираме еден условен HTML документ со помош на кратенка која што не е возможена од страна на код едиторот, а таа кратенка е извички tab и автоматски ни генерира повеќе HTML тагови. Сега овој склоп на тагови што го гледаме е само малку повеќе од темелот на еден HTML документ. Она што мора секој HTML документ да го има. Доколку ова го отвориме во браузер, Open with Live Server, ќе видиме дека ни отвара празен HTML документ или празен веб пејдж. Во него нема ништо. За да прикажеме нешто, назад во нашиот код едитор, во самиот body tag, ќе го вратам вака за да ви биде малку појасно, тука внатре треба да му додадеме некаква било каква содржина. И доколку се вратиме во браузер, ќе видиме дека ни е прикажан некаков текст, односно моето име моментално. И се,
да го пополниме со нешто, некоја реална содржина. Ќе си напишеме еден наслов, например, кој што ќе гласи погледни во мојот профил. За да напишеме некој наслов, може да искористиме еден од хедер таговите од H1 до H5, еве нека биде H1 и внатре ќе напишеме погледни во мојот. Меѓутоа, сакаме профил да ни биде всушност онаков како што го видовме линкот во претходниот слайд на презентацијата, избоен во сино и да не носи до ете мојот профил на LinkedIn, например. Така што, за таа намена треба да отвориме anchor tag, кој што е всушност hyperreference, и тој внатре прима еден атрибут кој што се вика href или hyperreference. Во него внатре ќе дефинираме патека до каде што треба да не однесе тој линк. И да речеме https www или World Wide Web linkedin.com/in/Bojan. И да видиме што се случува кај нас во апликацијата. Погледни во мојот, меѓутоа ни недостасува линкот. Зошто е тоа така? Бидејќи треба да му дадеме и содржина на самиот елемент. И еве веќе ситуацијата различна. Имаме наслов со некој серифен фонт во црна боја и избојана со сега веќе лилакова боја, пошто веќе сум го посетил овој линк, спремајќи денешната презентација, но доколку кликнам на него, ќе не однесе на соодветно каде што сме му рекли. Така. Сега, иницијално намената на HTML страниците и интернетот била таа да се споделуваат ефикасно некои документи, каде што името на документ ќе биде уствари линк до самиот документ кој што ќе може да се прочита и веројатно ќе состои во него исто така повеќе некои линкови, но ќе допринесе за полесно читање на истите внатре интерно во цен, каде што работел Тим Бернерс-Ли. Само неколку години подоцна станало достапно и прикажување на слики во интернет страниците и тоа можеме да го направиме всушност ние на следниот начин. Пред H1 тагот ќе се отвориме еден img таг кој што всушност е и само затворачки. Има некои тагови, малку се на број, кои што сами се затвораат, односно не примаат содржина помеѓу отворачкиот и затворачкиот таг. И на овој img таг треба да му зададеме единствено сега source или src атрибут и патеката до сликата која што треба да ја прикаже во овој наш случај ќе ја наречеме boko.jpg. И да видиме што се случува. Еве веќе имаме слика од мене. Сега, битно е да спомнеме како HTML низ годините се развил во понови и понапредни верзии, додека сме се уште на HTML, така што евентуално во 2014 година достигнал до HTML5 кој што се користи денеска. И тој ни доаѓа со многу нови и подобрени особини, од кои што како најбитни ќе ги издвоиме додатокот на елементите за мултимедија, како видео, аудио, канвас, кои што покрај сликиве можат да ни овозможуваат да прикажеме видео или аудио содржина. Воедно и помагаат search engine-ите да разберат која е содржината внатре во тие тагови. Кога сме и кај search engines, HTML5 представува нови семантички содржини на документи со семантички тагови, како што се main, section, article, header, footer и така натаму. Овие семантички тагови помагаат пред се при креирање на читлив код, но и помагаат на search engines и асистирачки технологии како што се screen readers за читање на содржина за корисници со оштетен вид, подобро да го разберат контекстот и содржината на наша веб страна и исто така подобро да не прикажат во нивните search results.
Да видиме некој од нив на дело и од семантичките тагови и за што всушност ни станува збор. Назад во нашиот код едитор, ќе си дефинираме еден main tag и ќе го отвориме малце да го разделиме, каде што внатре ќе дефинираме две секции. Section. Всушност, тука сакам да искористам прилика да ви покажам и една од придобивките на користење на код едитор, при што доколку треба две или повеќе исти тагови да напишеме во конкретно HTML, доволно да напишеме section звезда 2, односно пута 2 и ни отвора две секции. Во едната внатре ќе си го сместиме нашиот img tag, во другата ќе си го сместиме нашиот h1 елемент. И сега, пред него, доколку имаме некој хедер или како некој вовед наслов, ќе си дефинираме хедер tag, а после него ќе дефинираме и footer tag. И сега, ова веќе, како што може да се веројатно примети, иако немаме премногу содржина, па и не е токав ефектот, бидејќи кога би имале многу содржина, тука би настанало хаос, да не се ваквите некои организирачки техники, да ги кажам. Меѓутоа, малку појасно ќе биде за секој програмер, друг програмер, кога ќе го чита вашиот код, од било која причина, што всушност се случува во него. Дека ова е main секцијата, доколку му треба нешто од main секцијата, знае дека main делот всушност, знае каде да го бара, секциите се една под друга, доколку му треба нешто од footer ќе си го бара во footer тагот и така натаму. Сега, овие повеќе нема да ни ги треба за нашата презентација денеска, така да ќе ги избришам да не бунат. Ние како што можеме да приметиме назад во нашата веб страна, сликата ни е некако малце преголема за и фонтот на буквите исто така ни е ограничен на некој серифен фонт, за да го прикажуваме некако соодветно, или еве ако го намалиме екранот, што значи дека еве веќе сме на некој си таблет во 600 пиксели, ќе треба да скроламе лево и десно, малку не е пријателски настроен. За ова намена најпрво ни доаѓа CSS на помош или Cascading Style Sheet. CSS е јазик за стилирање, односно ја опишува презентацијата на документ кој што е напишан во маркап јазик како што е нашиот HTML. Првпат е представен во 1994 година од страна на Hakon Vium Lai, кој во тоа време работел со Тим Бернерс-Ли во CEM. Подоцна, во 1996 бил објавен како препорачан јазик за стилирање на HTML документи. И веќе можеле да се менуваат фонтови, боја на текст, позадини и некои други елементи. Атрибути на текст како проред, букви, линии на текст, центрирање на текст, слики, табели и неколку други особини кои всушност го дефинирале CSS1. CSS понатаму се развивал во CSS2 во 1998 година, CSS 2.1 во 2004 и 2005 година, но како препорачана верзија тој доаѓа дури во 2011 година и на крај кој имаме CSS кој што се користи денеска, односно CSS3. Да разгледаме ние синтаксата на кратко. Имаме CSS селектор кој што ни одредува на што ќе се аплицира стилот кој што го дефинираме. Значи img исто како нашиот img tag за image во HTML документот, значи за нашата слика. Потоа во средни загради затворено се нашите особини и нивните вредности, односно property и value, а се што е помеѓу средните загради се вика декларацијски блок. Сега, битно е дека после пишувањето на value-то за самото property мора да се затвори со точка запирка и после точката запирка, пред затворената заграда може да пишуваме колку и да ни се потребни особини и вредности. Сега, во самиот HTML документ
кај нас ќе си направиме едно вакво CSS правило за нашиот, нели, соодветно имидж tag. Тоа се всушност пишува малце погоре над body tagот во head, кој што служи всушност за браузерот, кој што не се прикажува во она што корисниците го гледаат, односно браузерот од тука чита некои експлицитни особини на самата програма за да знае како да ја прикаже. Од тука дефинираме style tag и внатре во него веќе го напуштаме HTML и може да почнеме да пишуваме пишуваме CSS код. И му викаме image во отворени загради, ширината на мачи, смени ние ширината во 200 пиксели ширина. И сега да видиме што се случува кај нас во код. Веќе сликата пропорционално ни се смали на 120 пиксели во ширина, а доби автоматска висина од страна на CSS. Веќе сликата не е преголема, а на H1 тагот може да му зададеме боја на текст, така што ќе му речеме исто како и за image tag, најди го H1 тагот и дај му color orange. И веќе гледаме дека нашиот H1 tag ја промени својата боја во orange. Меѓутоа, а тагот остана непроменет. Зошто? Затоа што иако е гнезден на некој начин внатре во H1 тагот, тој е сам свој посебен таг и има предефинирани внатре во јадрото на HTML некои своји особини. Доколку сакаме да ги смениме и неговите особини, треба да му дефинираме еден селектор посебен за него и му велиме најди го add тагот и смени бојата на, да речеме, сина и текст decoration, односно линијата што е подвлечена, да биде на и да е не. Гледаме дека нашиот anchor tag сега веќе различно прикажува, односно така како што му зададовме вредности, но доколку кликнеме на него, тој ќе си ја врши својата функција како што треба. Сега, можеме и што уште можеме? Можеме да направиме и на бодито, да му ставиме background color да биде dark gray. И веќе гледаме дека бодито, всушност целиот екран, ни има позадина во сива боја, се што е во него однатре се прикажува соодветно, а бодито ни е колку што ни е екранот. Така. Идеме понатаму. За фронтенд веб девелопери пишувањето на CSS представува ако не и најголем приоритет, уствари. Пред се сајтот треба да биде перфектно пресликување на дизајнот, кодот да биде оптимален и читлив и апликацијата да изгледа добро и да функционира на сите уреди со различни димензии на екран, што значи дека веб апликацијата треба да биде респонзивна. Видовме мал дел од тоа со сликата кога ни беше преголема, сега ќе разгледаме малце подетално за методите и што тоа значи да биде респонзивна веб страна. Кога сме кај респонзивност, во раните 2000-ти години повеќето од мониторите биле во три димензии. 640 на 480 пиксели, 800 пута 600 пиксели и 1024 пута 768 пиксели. Сепак, програмерите нашле неколку различни начини да работат со различни димензии на екрани, што евентуално ги одвело до респонзивен веб дизајн што се користи денес. Неколкуте од нив се liquid layouts, каде што се користат ширини во проценти, на некој начин тоа ги прави нашите HTML елементи флексибилни. Тоа можеме да го видиме на брзинка кај нас, така што нашиот image tag ќе му зададеме, да речеме, 50% ширина. И ќе видиме дека нашата слика зазема 50% од екранот. Доколку го смалиме, таа пропорционално ќе се смалува и секогаш ќе биде 50%. И ова било некоја прва верзија на респонзивна веб страна. Понатаму имаме
resolution dependent layouts, каде што биле потребни повеќе документи за стилирање и JavaScript програма да ја калкулира ширината на екранот на секој корисник посебно и во зависност од неговата ширина да назначи кој документ за стил важи. Односно, би креирале еден нов файл тука што ќе се вика на пример desktop.css и овој стил би важел таму и би бил напишан CSS-от таму и би имало на пример уште 2 или 3 или 5 независно колку други такви фајлови кои што ќе бидат за некоја си своја намена, за некоја инаква ширина и на крај HTML програма која што ќе според калкулацијата, според условите кои се поставени во самата JavaScript, би одлучила кој од овие тука повеќе дефинирани фајлови за стилирање ќе важи, ќе се чита и ќе биде прикажан, а другите нема да се читаат. Сега, се враќаме назад. Со лансирањето на првиот iPhone и првиот смартфон и подоцна заживувањето на оваа технологија, корисниците масовно веќе се распределиле на користење на телефон и дури оние кои што преферираат компјутер за сурфање на интернет, сепак сите почнуваат се повеќе и повеќе да поседуваат мобилни телефони и евентуално нели сурфаат од нив. А покрај тоа на пазарот масивно се пласираат и продаваат и таблети и сите до еден од овие уреди се со некоја различна димензија. И поради ова се појавуваат први mobile subdomains или исто наречени MDOTs, кои се всушност домени кои наместо со www или World Wide Web започнуваат со m. Така што на пример десктоп верзијата за Facebook беше ако не и се уште www.facebook.com, додека односно ако не и се уште мобилната верзија постоечка, доколку го пристапите од мобилен на браузер, ќе ве насочи кон m.facebook.com. И сега, доколку ги споредите овие платформи во реално време од десктоп компјутер и од мобилен телефон, изгледаат многу слични, дури идентични, само со некоја различно пласирање на елементите, но во позадина овие MDOTs всушност функционираат две посебни апликации, фронтенд. Овие поддомени се уште присутни на интернетот, тоа е интересен факт. Меѓутоа, како одговор и како прифатено решение и како универзално решение е развиено нешто друго и користено кој што се вика Media Query. Сега, Media Query е дел од CSS, односно е CSS правило кое што се аплицира на опции како Media Type, како Screen, како Print и слично, и Media Features како Width и Height, односно ширина и висина соодветно, така натаму. Сега, ние може на многу на брзинка тука кај нас да си направиме едно такво Media Query, така што ќе му речеме Add Media Screen, значи да се однесува на екранот, и Max Width, максимална ширина 425 пиксели. Ова значи, доколку ширината на екранот е под 425 пиксели или максималната ширина на екранот е 425 пиксели, земи го во предвид првин овој CSS напишан во овие наши средни заградби. Односно, ќе му речеме image, земи ни го image и направи ни го со ширина од 100%. И да видиме што се случува кај нас во апликацијата. Доколку стиснам Toggle Device Toolbar, ќе ни го направи ширината да биде 415 пиксели и ќе видиме дека веќе сме на некој мобилен екран, симулација и ширината на нашата слика зазема 100% од незивниот parent контейнер, односно section, кој што го дефинира. Доколку ова го зголемиме и веќе станува ширината поголема од 425 пиксели, макар и за 1 пиксел, значи 426, престанува да важи ова и почнува да важи ова. И така, на овој начин можеме да си дефинираме
повеќе некои breakpoints за стилирање на повеќе различни уреди, може да имаме дури и 3 различни стилови за 3 различни ширини на мобилен, 3 за таблет, може да имаме за лаптоп, за десктоп и така натаму. Што ова значи? Значи, на некој ваков приказ, еве, например, ова е една иста веб страна. Која што? Ако може да приметите, хедерот на десктоп и менито се на некој начин во ист ред, со тоа што хедерот зазема 20-30% од вкупната ширина, остатокот го зазема менито, па потоа е hero елементот, main и така натаму, додека истата апликација е различно распоредена и прикажана на таблет и најнакрај различно распоредена и прикажана на мобайл. Ова е всушност респонзивен веб дизајн или веб апликација. Сега, да претпоставиме ние дека имаме готов интерфејс со сите breakpoint стилови дефинирани, со целиот HTML испишан, сето е прикажано како што треба, ни преостанува едно нешто што ќе ја направи апликацијата интерактивна и ќе даде едно однесување и карактер на истата. Тоа е третиот јазик со кој што ќе се сретнеме денеска, а се вика JavaScript. JavaScript се наоѓа насекаде по интернетот и веќе скоро цела деценија е ранкиран како најупотребан програмски јазик со искористеност од скоро 60% од страна на сите веб програмери. Неговиот поход до најпопуларниот програмски јазик во светот е паралелен со походот на самиот интернет и гледаме денеска дека околу 55-60% има искористеност низ целиот свет. Сега да погледнеме малку подлабоко што е JavaScript. JavaScript е јазик за скриптирање технички, доколку речете јазик за програмирање може да налетате на дебата со некој друг програмер, бидејќи технички е јазик за скриптирање кој што е еден од трите основни јазици кои се користат за развивање на веб сајтови. Додека HTML и CSS овозможуваат структура и стил, JavaScript дозволува додавање на функционалности и однесување на вашите веб сајтови, дозволува посетителите да стапат во интеракција со содржината на некои многу различни начини. Значи на секоја акција не секоја, меѓутоа на посакуваната акција од страна на корисникот, нашата веб страна со помош на JavaScript може да реагира. Во 1995 година е развиен од страна на програмер Брендан Айк, кој во тоа време работел во Netscape, го развил за период од само 10 дена. Оригинално е именуван Mocha, но набрзо станал познат како LiveScript или подоцна преименуван во JavaScript. Сега, често пати доаѓа до забуна помеѓу Java и JavaScript, но реалноста е дека немаат скоро ништо заедничко. Името JavaScript дошло од поддршката на Netscape браузерот за Java Applets внатре во нивниот браузер и пошто го програмирале наводно за Netscape, го именувале според тоа. Многумина пак тврдат дека се работи за маркетинг трик за да привлече дел од вниманието кое што Java јазикот го имал во тоа време како најпопуларен бекенд програмски јазик. Тоа е Java е всушност програмски јазик за програмирање на бекенд апликации, за кој е потребно компилирање во извршна форма, односно executable. Односно, од друга страна, JavaScript примарно е за креирање на фронтенд апликации, не за бекенд, и е креиран да биде интерпретиран при покренување на апликацијата во браузер, што го прави малку подинамичен. Сега ние да погледнеме JavaScript во акција во нашиот HTML документ. Надвор од body tagот ќе си дефинираме еден скрипт tag, во кој внатре ќе си ја напишеме нашата JavaScript. И му велиме var let image source еднакво на boko.jpg. Инаку,
идејата е да направиме на клик на нашата слика, да се смени изворот на сликата и со тоа сликата да се промени всушност. И му велиме let image source да биде еднакво на oko2.jpg. Понатаму ни преостанува да го земеме самиот image елемент и да го сместиме да можеме да го пристапиме внатре во нашата JavaScript. Односно, let image да биде еднакво на документ од документ, селектирај го, земени го елементот според ID image. Меѓутоа, треба и на самиот image елемент да му додадеме ID за да може скриптата да го пронајде. ID image. И сега веќе можеме ова да го пристапиме и да действуваме на него преку самата JavaScript, така што ќе напишеме image и понатаму што е потребно. Пред се на load велиме земи го image и src-то направиме го да биде еднакво на image source 1. Ова всушност ќе го намести src-то на image да биде еднакво на ова, што е всушност исто што и ова. Ова. Затоа, ова ќе го избришеме, повеќе не ни го треба. И кога ќе се лодира страната, самата JavaScript ќе го направи тоа наместо нас. Понатаму, ќе му речеме image add event listener click. Што прави ова? Ова му вели слушај на настан клик, доколку се случи клик на тој елемент, значи на image, доколку корисникот кликне на него, изврши ја како втор аргумент следната функција. Доколку if source-от на image во него содржи image source 1, source 1, значи доколку ова се содржи во source на имиџот, значи доколку тој услов е исполнет, а е кликнато на сликата, намести ми го source да биде еднаков на image source 2, односно промени ја сликата. Во инаков случај, image source нека биде еднакво на image source 1. Значи во инаков случај, доколку source не е еднакво на ова, на она иницијално што го направивме, значи дека е еднакво на во нашиот случај на Boko 2. Тогаш, ако пак кликне, намести ја сликата да биде пак друга односно првата. И да го видиме ние ова на дело. Еве сликата, кликнувам на неа и таа се менува, станува поинаква. Доколку пак кликнам на неа, пак ќе се смени во првата со помош на нашата JavaScript. Ова може да го избришеме else и во тој случај само еднаш ќе се смени. Друг пат тој ќе го регистрира кликот, друг пат еве кликам повеќе пати, ќе го регистрира кликот, но нема да го промени бидејќи условот веќе не е исполнет, односно сликата веќе не е првобитната, туку е сменета и овој услов не е исполнет и не влегува во извршување на овој код, односно не извршува ништо. Сега, кодот, иницијалниот код е релативно мал, но всушност за толку мала функционалност и не е баш мал, односно ни зазема, не знам колку се тука, 10 редови код, серија на рамки за градење на JavaScript апликации веќе се изградени, како што се Vue, Angular и најновиот и најбараниот React. Они дозволуваат моćни и комплицирани веб апликации да се развиваат во мали тимови од програмери и во кратки временски рокови со многу пократок код. И сега вие како фронтенд веб девелопер ќе имате задача да работите на се она што го видовте денеска и на се она што се прикажува во браузер од дека и што оние кои што ја користат вашата апликација го гледаат и прават на
вашата платформа. Тоа ќе го работите примарно со помош на HTML, CSS и JavaScript, а понатаму ќе се користите и со некои други корисни алатки. И сега имам еден бонус контент кој што сакам да го разјаснам и што сметам дека ќе ви помогне на сите вас, сакам да ја разјаснам дилемата помеѓу фронтенд програмер и веб дизајнер. Односно, често пати доаѓа до забуна помеѓу двете. Веб дизајнерите всушност се дизајнери кои што го дизајнираат изгледот на апликацијата, додека фронтенд програмерите го реализираат тој дизајн. Значи, дизајнерите во форма на дигитална слика, како оваа што ја гледаме сега моментално, го предлагаат дизајнот, значи кој што го создале со помош на некои техники за дизајнирање на корисничко искуство и кориснички панел, user experience или user interface, а вие како фронтенд програмери сте тие кои што таа слика, што е .jpg формат, треба да ја пресликате во функционална фронтенд апликација на некој сличен начин на она што денеска го покажавме во нашиот код едитор и во браузер. И сега, доколку сте заинтригирани од моделот на работа на фронтенд делот од веб апликации, секако понатаму можеме и да се дружиме и да научиме многу повеќе во склоп на академиите за програмирање, фронтенд и фулстак на Brainster, а линк до истата ќе добиете веднаш тука во чатот страна на видео. Добро. Јас ви благодарам за вниманието. Линкот за кратко. Океј. Јас ви благодарам за вниманието. Следува делот со Q&A, каде што со Баки соодветно зависи на што се однесува прашањето, ќе се потрудиме да ви одговориме. Да, дечки, сега ако пишувате прашања, се што е поврзано со темава, со презентацијата, Боко и Баки ќе се потрудат да ви дадат најдобар одговор на тоа. Имавме во меѓувреме два коментари од Стефан и од Даниела за името на JavaScript. Мисля дека е тоа што го кажа Боко, дека името е само за да привлече корисници да стегне на некој начин популарност. Од Кристина фала на информациите, Бојан. Јовица ни кажува одлична презентација. Така, јас би сакал тука само да се вметнам на кратко за името. Јас ги представив и двете верзии. Едната беше официјалната изјава од страна на Netscape и на Брендан Айк, дека името потекнува од самата поддршка на Netscape за Java Applets. Тоа е нивната официјална изјава, додека многумина од спротивна страна тврдат за другава варијанта, дека се работи за маркетиншки трик. Јас не би тука да тврдам кој е точно, а кој не, меѓутоа морав да ги представам и двете и да ја расветлиме дилемата дека всушност не се поврзани, не е истото. Доколку имате прашања во однос на фронтенд програмирање, ве чекаме во коментари. Спремени сме да баш онака се потрудивме да се спремиме да имаме одговори. Не се срамете, пишете слободно. Добро, еве го и линкот во чат до страната за академијата. Сите што сакаат да дознаат повеќе може да си кликнат да ја разгледаат програмата и инструкторите и се поврзано со тоа. Сега да преминеме. Во секој случај ова што го презентиравме денеска е далеку од комплетна обука, но на самата академија значи ќе имате можност, доколку е тоа она што го сакате, да комплетно да се обучите и да бидете спремни за влегување на пазарот на труд и за вработување. Имаме едно прашање, дали ќе го има вебинарот на YouTube? Климент, да, ќе имате снимката, утре ќе ви стигне еден мејл каде што ќе бидат закачени сите ресурси.
и линк до презентација доколку сакаш да си ја изгледаш повторно. Ти благодариме на коментарот. Во ред. Да чекаме, дечки, слободно сите прашања дали во врска со Evolution of the Web презентацијата, се што Боко спомна, дали нешто во врска со академијата кој интересира тука и Бранкица. Така да ве чекам. Инаку Боко во меѓувреме би искористил прилика да ти кажам баш топ-ноч презентација, секоја чест. Многу беше engaging, многу беше интересно и контентот и самата интерпретација, мислам, презентација од тебе, така да браво. Драго ми е. Се трудев при креирање на самата презентација да ја направам да биде баш engaging, да го држам вниманието со стучување на ствари, со куцање, со слайдови и така натаму. Се надевам дека добро го навигирав и дека на никого не му беше досадно пред се. Се сеќавам јас некогаш кога размислував за ова кариерна трансформација, колку бев збунет и исплашен. Тоа збунување и тој страв умира евентуално. Тоа сакам да им порачам на нашите гледачи денеска, кандидати, како да ги наречам, не знам. Тој страв умира евентуално. Како се појќе се слободуваат вештини, така тој страв умира. Еве, Дарио ни пиша, како може ова HTML програмирање што го правеше ти да биде јавно за сите да можат да го гледаат или да го користат? Така. Па вака, потребно е сервер кој што е поврзан на интернет. Тоа е најчесто некој физички компјутер, без разлика дали кај вас дома или закупен од интернет, каде што всушност многу е попаметно да се закупи, бидејќи серверите заhtеваат многу посветување, многу грижа за нив. Така да најчесто се користи закупен од некој провайдер, сервер провайдер, и на истиот тој сервер се сместуваат овие фајлови кои што јас ви ги објаснив, .css, .html и така натаму. Сега интересно, тука нешто што не спомнавме, дека секогаш браузерот ќе го бара и ќе го чита index.html файл или index.php файл. Доколку имате файл index.js, а немате едно од овие претходно споени два, нема да ви работи веб страна. Таму се сместуваат, таму се хостираат, потребен ви е и домеин, значи името на патеката на самата веб страна, односно адресата www.brainstack.co, за да може да се пристапи и само на тој начин може да биде пристапно. Се додека не го направите тоа, ќе можете да користите само вие локално, како сега јас. Океј, супер, Боко. Ненад кажува дека презентацијата ти беше супер. Фала ти, Ненад, и од мене и од Боко. Исто и од Ангел. Фала ви многу на презентацијата, некои работи стана појасни. Имаме нешто од Горан, го фатив на око, може и преку GitHub. Да, GitHub има, меѓутоа тоа има сервис еден каде што ти дозволува да го хостираш својот проект. Меѓутоа тоа најчесто се користи за да може да го прикажеш на други доколку бараш вработување, да се испрезентираш и слично, да се испромовираш како програмер, меѓутоа да го користи маса на корисници и со сообраќај, остварување и слично, мислам дека нема да може да ги задоволи потребите тој бесплатен сервис на GitHub. Океј. Ево, Зоки не следи од работа. Добро, поздрав, Зоки. Филип кажува, благодарам за линкот. Јас некое време се двоувам за фронтенд или фулстак, не знам која да го изберам. Ви благодарам однапред. Може Боко да кажеш, може и Баки нешто ново. Да, исто и гледам дека од Ненад имаме многу слично прашање, така да одеднаш ќе се потрудам да одговорам на двете од технички аспект, бидејќи ова е техничко прашање, не се работи конкретно, мислам дека за академиите.
Вака, фронтенд е ова што го видовте денес. Меѓутоа, бекенд е апликацијата која што ќе работи во позадина, односно доколку, например, во најлесен некој можем пример да ви објаснаме, доколку имаме некој персонал веб пејдж или пак портал, имаме објави на него. Содржината за тие објави ни доаѓа од страна на се чува во датабаза, таму се запишуваат во администраторскиот панел, и кога корисникот од фронтенд апликација ќе ја побара таа содржина на одредена рута, бекенд апликацијата разграничува која е таа рута, дали е дозволено на тој корисник да му се пушти таа содржина, и соодветно ни пушта објекти, текстуални објекти, програмирачки објекти. Ова веќе малку потехничко, само на тоа ќе останам. Фронтенд апликацијата или фронтенд девелопер ги во програмата гледа како ги враќа бекенд и соодветно ги хендла, ракува со нив за да ги прикаже во форма на дизајнирани коцкички кои што се линкови, па кога ќе го отвори секој засебен ја зема содржината во форма на текст, на видео и така натаму. Сега, а бекенд е тој што запишува, ја прави програмата која што запишува во податоци во база, влече податоци од база и ги сервира на фронтенд, валидира креденцијали доколку имаме логин, sign-in, регистер функционалности и така натаму, каде што јас без да навредам никој би кажал дека малку поабстрактно е програмирањето во бекенд и помалку видливо, помалку опипливо е, и многу повеќе се заснова на решавање на логички проблеми. Додека фронтенд има и таков дел, меѓутоа и смешан е многу повеќе со стилирање, со подредување, со грижа за каков дизајн ќе пристигне до самиот корисник и така натаму. Сега имаме уште едно прашање кое што го приметив, дали има разлика ако на пример пишуваме стайл во HTML или е зачувано во друг файл, пример во стайл CSS. Доколку го пишуваме така како што го пишував и јас, нема некоја голема разлика. Дури е многу секогаш поокей да го пишувате во style.css или некое име.css файл, соодветно, бидејќи така кодовите ќе бидат помали и почитливи, тоест документите, а доколку користите една друга техника која што се вика inline styling, тоа веќе малку позастарен тип и тука веќе доаѓа до некоја разлика, меѓутоа тоа ние денеска не го представи. Добро, Боко, ти благодарам на одговорот на двете прашања. Инаку, Филип, имаме друг вебинар со Ивица. Ти пуштив линк во чат околу фронтенд vs backend, може да си го изгледаш тој и потоа може да си закажеш тука и Бранкица зборува, значи на нелно ниво со десетици луѓе што сакаат да сменат кариера, така да можеш да си закажеш разговор со Нејзе, да види кон што повеќе тежнеш и да ти даде препорака од таму. Така да добро ти. Вебинарот е одличен и доколку одвоите уште малце време, би требало комплетно да ви ја разграничи дилемата помеѓу и забуната и да ви разјасни нештата помеѓу фронтенд и бекенд. Да се надоврзам и јас, ако може, само на кратко, чисто да потврдам тоа што Вилијам и Бојан ви го споделија. Вебинарот претходно што го имаме одржано е токму на таа тема, што поставивте неколку прашања пред кратко и јасно разграничува и од аспект на учење и работа, разлики помеѓу фронтенд програмирање, бекенд програмирање и од аспект на можности за кариера, како и афинитети на луѓето, може согласно ваши интереси, ваши вештини, она што ви исполнува, да може да се одберете соодветна насока за работа, кариера и нели учење во оваа област. Битно нешто што можеби не знам колку јасно го објаснив. Јас повеќе тежнев да објаснам разликата помеѓу фронтенд и бекенд. Full stack е всушност програмер кој што работи со двете области. Меѓутоа, скоро секогаш, не мора секогаш, ама во повеќето случаи секогаш тие full stack програмери тежат повеќе кон пишување на бекенд апликации.
Фронтенд делот најчесто на нив им е потребен за да ги креираат администраторските панели. Имаме ситуација, на пример, имаме клиент кој што сака да му се изработи вебсайт за портал, да има свој портал и да објавува свои некои вести и стати. И сега истиот тој не може да пуни содржината, да ја полни како сега ние во HTML кодот и слично, односно бекенд програмерот ќе му изработи еден администраторски панел каде што тој ќе се логира со свој юзернем и пасворд и ќе биде малку визуелно помалку можеби примамлив и различен сигурно од фронтенд делот на апликацијата каде што корисниците ќе гледаат што се случува и ќе доаѓаат до информации. Меѓутоа не е ни исклучок full stack програмер да се насочи повеќе кон фронтенд делот или изработување и на двете врсти на апликации. Full stack значи целосно, и фронтенд и бекенд. Океј, cool дискусија. Дечки, пишувајте слободно прашања, тука се Боко, Бранкица за вас да ви одговорат, така да не се срамете, слободно, нема глупо прашање, значи тоа да го кажеме слободно, се што ве интересира, прашате се. Да, сега е времето и како што гледате давам баш обилни и со мимики одговорчиња. Се трудам и не ми е срам. Да. Зоки пишува фронтенд девелоперот ја доставува идејата на дизајнерот испишана и реализирана во код. Зоки, да. Сам даде одговор на своето прашање, да, така е. Добиваш слика во форма на JPG, на PNG од не мора да е слика, тука ја добиеш дизајнот и во работен файл, во PSD или во XDev, Adobe или во Figma, но добиваш од дизајнер добиваш слика која што не работи ништо, само гледаш како треба да изгледа апликацијата ти како фронтенд и тоа го реализираш во Code Editor кога ќе се пушти на браузер да ја интерпретира соодветно веб страната и да ја прикаже идентично, дури како фронтенд програмер ќе биде од тебе очекувано да биде пиксел перфект, во пиксел да биде идентично она што е дизајнирано и пресликано во реализирано како апликација. Okay. Сега Ненад Шкудеш да, не прашува дали е подобро, мислам, он има мислење дека е подобро се почне со фронтенд. Дали е тоа така или не баш? Јас би ти препорачал, гледај го вебинарот што го прати Вилјам во чат, за да првин ти биде јасно што ќе работиш ако постанеш фронтенд, а што ќе работиш ако постанеш full stack, односно со акцент повеќе на бекенд. Тоа мора да ти биде првин кристално јасно и најнакрај да одлучиш ти како се чувствуваш. Не би сакал навистина да ви давам насоки, бидејќи за секој е индивидуално. Дали си повеќе дали сте повеќе со чувство кон дизајн и естетика, или малку повеќе сакате апстрактна работа со повеќе логичко размислување и така натаму. Добро, Даниела не прашува што ни препорачувате во иднина, се насочуваме повеќе кон React или кон Angular? Па вака, React е нешто по-ново, изработено, на кратка една историја, изработено од страна на Facebook. Програмерите во Facebook го изработиле тој фреймворк за потребите на Facebook иницијално и многу скоро е пуштен како open source да го користат сите девелопери низ свет и масивно добива на една база на корисници и сега моментално тоа е тоа што е вајрал. И сега не можам да кажам кое е подобро. Меѓутоа јас учев и работам исклучиво со React сега во моментов. Меѓутоа има различни сценарија, постојат различни фирми
различни клиенти, постојат фирми кои ќе ги работат сите технологии и може да се случи да дојде клиент да побара веб страна изработена стриктно во React. И мора да се изработи во React. И ако ти го доделат на тебе како програмер, евентуално ќе треба и да го научиш React. Меѓутоа, еднаш кога ќе изучите некој фреймворк, следниот ќе ви дојде многу полесно и многу побрзо ќе го научите, ќе можете да се снајдете за брзо и да го реализирате. Тешкото е првото учење. Првиот програмски јазик да го научите е кризниот момент, првиот фреймворк да го разберете како функционира е кризниот момент. Понатаму се доста слични на себе, меѓутоа јас го научив React до сега и мене ми беше релативно лесно. Океј, сум бил на мют. Даниела се надеваме дека Боко ти го одговори прашањето. Дарио не прашува според тебе кој програмски јазик е добар да се научи? Дали има таков одговор или јазик? Вака, за фронтенд да изработувате фронтенд апликација, ќе користите JavaScript. Генерално тоа е тоа. За фронтенд девелопмент и да постои некој друг јазик, јас не сум упознат со тоа и нема потреба. Меѓутоа за било кое друго програмирање, бекенд дали ќе биде или веќе машинско програмирање, тоа се веќе некои други програмски јазици, се зависи. Колку што знам, 90% од бекендот на интернет е изработен во PHP, така да и друг најпознат е Java. PHP остално го судат како мртов јазик, меѓутоа 90% од вебот содржи PHP во себе. Не би кажал дека е примерно PHP, но така. Океј, cool. Прашање од Давид, дали препорачувате Bootstrap за responsive дизајн? Па вака, Bootstrap е библиотека на готови елементи, готови дизајни, готови како компонентички, кои што се прекопираат и се користат. Зависно од тоа за каков клиент станува збор и во каква фирма ќе работите, во каков тим ќе работите, доколку имате дизајнер посветен на вас или односно добиете конкретен дизајн, вака треба да изгледа апликацијата, тогаш Bootstrap и не ви е баш добре дојден, бидејќи се тоа веќе готови, па вие треба да ги менувате пак. Конкретно за респонзивноста, многу ќе ви помогне CSS Grid или CSS Flex, што се едни како да ги наречам модули во самиот CSS и што ќе научите релативно лесно и брзо да ги користите. Додека се останато ќе си стилирате според кастом дизајнот кој ќе го добиете. Односно, ако сте full stack програмер за градење на базата на панелот позади за пунење на содржина и такви работи, тогаш веќе можете слободно и многу паметно да си користите Bootstrap. Или доколку немате готов дизајн, имате клиент кој што вели не е битно како ќе изгледа, направете го како сакате, тогаш е многу паметно да си влезете во Bootstrap во интерес на времето и многу брзо да креирате еден лејаут. Од друга страна, зависи, ако сакате да се представите, имате некоја различна идеја, тогаш веќе пак попаметно е да се користи Flex или Custom CSS. Добро, коментар од Бурим, токму така. Добро, мислам дека добро го сумираш ова. Да, така. Добро. Му даваме карактер. Добро. Дечки се доаѓаме до крајот на вебинарот. Ако имате уште некое прашање, слободно напишете го. Сигурен сум дека уживавте во вебинарот. Бојан беше многу интерактивен, одлична презентација во секој аспект. Ова беше Basics, значи на Академијата се оди step by step. Ќе ви пуштам линк во чат за да ја разгледате и програмата и инструкторите и сео тој
се од тој домен ќе предам збор на Бранкица да каже нешто повеќе, така да толку е од мене. Баки, повели. Фала ти, Вилијам. Накратко ќе се вклучам и јас чисто со заклучок, ако може да кажам од разговоров. Бојан, ме радува што имавте доста прашања и тоа што Бојан секако успеа да ви одговори. Верувам дека ви беа корисни и информациите што ги добивте на ова кратко онлайн предавање и можеби ви помогна и ве мотивираше да се насочите повеќе кон оваа област, најпрво за учење, после тоа можеби и за градење на кариера. Можеби некој од вас е веќе на овој пат. Сакам само да спомнам и да потврдам дека сите теми и области на работа, фреймворкси што ги спомнавте денеска во однос на фронтенд програмирање се секако во рамки на програмата на Фронтенд Академијата. Бојан начна, секако HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, React, исто така. Не би навлегувала повторно, можам само да потврдам и да се надоврзам на прашањето од претходно, дали React, дали Angular, потребата постои на пазарот на трудот. Исто така, подеднакво се употребува од страна на софтверските компании во рамки на нашава програма, а после JavaScript се изучува конкретно React.js. Би ве охрабрила исто така, дури и тие што се двоумите, дали фронтенд, дали фулстек, односно бекенд. Ви спомна Бојан дека во поголем дел од случаите фулстек програмирите, а конкретно и академијата се малку повеќе насочени и фокусирани на бекенд програмирање, но тоа не значи дека после изучување и завршување на фулстек академијата студентот не може конкретно да се одбере дали сака фронтенд да работи, дали сака бекенд да работи во еднина и да се професионализира во една од насоките. Така што Вилијам ви спомна во повеќе наврати, јас сум достапна воедно со целиот тим на Brainster во однос на прашања, можеби недоумици што ги имате, можеби некоја кариерна насока, ако размислувате. Еве, Вилијам, гледам во моментов дека пушти и мој мејл во чет овде. Достапна сум ви за прашања. Верувам дека сте овде вечерва со причина и дека навистина ви интересира оваа област. Така што остануваме во комуникација. Утре ќе добиете снимката од ова онлайн предавање, како и линкови до неколку претходни што веќе ги имаме одржано. Можеби ќе ви бидат од интерес да ги погледнете и нив. Ви посакувам убава вечер, ќе оставам на Вилијам да го затвори вебинар. Да, фала ти, Баки. Дечки, уште еднаш ви благодарам на вниманието. Ви оставив мејли од Бранкица, така да сите прашања и денес, ако не успеавте да поставите, ако не ви текнува, изгледајте го пак, пишете и на Бранкица, остануваме во комуникација секако. Долку се двумите за дали дојдете на фронтенд, бекенд, закажете си разговор со Бранкица, значи има секој ден разговори со луѓе како вас, така што може да ви даде совети од тој аспект, така да Боко, Бојан, фала ви на сите на вниманието. Фала и на тебе. Ќе оставам да кажеш збор-два и може да се Тоа е тоа. Фала ви на вниманието, мене беше супер. Се надевам и на вас. На сите ни беше супер, многу беше интерактивен, многу беше позитива целиов, да кажам, експириенс, така да, дечки, ви благодарам уште еднаш. И тоа е тоа, ви посакал убава вечер.